Синоќа во салата на спомен домот Асном во Делчево, фондацијата Рамковски ја промовираше книгата Македонското прашање и Балканскиот сојуз од бугарскиот академик Александар Цанков. Материјалот што сведочи за посебноста на македонскиот јазик и култура повеќе од 1 век беше сокриван во софиските архиви. Во годината на македонскиот јазик, Центарот за култура во Делчево беше домаќин на промоцијата на книгата Македонското прашање и Балканскиот сојуз од бугарскиот академик Александар Цанков во издание на Матица Македонска и фондацијата Рамковски. Непроценливото дело кое третира прашања важни за Македонија и незиното обстојување повеќе од 1 век беше сокривано во софиските архиви. По заслуга на доктор Васил Туциновски, кој успеа во бугарските архиви да ја пронајде, таа стана достапна и за македонската јавност и сведочи како еден бугарски интелектуалец, политичар, државник подоцна, премиер известен период на Бугарија, гледал на македонското прашање, на македонската самостојност во почетокот на 20 век. Книгата што сведочи за посебноста на македонската нација и култура, создадена од перото на виден бугарин, е пишувана со прецизен, многу јасен и едноставен стил на бугарски јазик кој се користел пред повеќе од 100 години. Незините главни особини се јасноста на стилот, прецизноста на мислата, но исто така и големата аналитичност што таа ја нуди во образлагањето на аргументите кои се изнесуваат. Со еден збор, ако говориме содржински, во оваа книга имаме само вистина. Промоцијата на книгата Македонското прашање и Балканскиот сојуз предизвика посебен интерес и воодушевување кај делчевчани. Јас се радувам на таква промоција и се радувам што имаме и таква фондација која се грижи да такви дела допрат до македонскиот човек. Изненадена сум дека некој со бугарско потекло некогаш воопшто се дрзнал да пишува за Македонија и за македонските работи и затоа всушност дека постои посебен бугарски народ и постои посебен македонски народ со своја култура, со своја историја. По повод 130 годишнината од постоењето на Пијанечката република, создадена како израз на државотворните стремежи на македонскиот народ, општина Делчево организираше свечена прослава на јубилејот.